Ненасилна комуникација и почитување на разлики е насловена работилницата која што се одржа денеска, а ја организираше Сдруженијето Доверба Куманово во рамки на проектот Со почит и разбирање кој го реализира со поддршка на екуменската иницијатива Жена Хрватска. Над 20 наставници и родители од трите средни училишта Нација Буѓони, Перонаков и гимназијата Гоце Делчев од различна националност дебатираа и применуваа вежби за ненасилна комуникација, активно слушање, почитување на разлики и идентитет, стереотипи и предрасуди, како и методи како да учествуваат во работа на клубови на медиација во училиштата. Обуката ја држеше психологот Надица Петровска и родителите и наставниците се согласија дека е значајна улогата и начинот на комуникација помеѓу триаголникот ученик-наставник-родител. За мене навистина ова е една убава средба. Прво, ние професориве од училиштава не сме се одамна вака собрале да си подискутираме за овие проблеми што денес се поставени на тема. Од друга страна, родителиве. Значи, можеби таа комбинација на професор и родител ретко се среќава, нели, да имаме психолози представници и убаво е, нели, низ ваков начин, како што денеска тука на ова работилница низ вежби, низ драмски поставување на драмски конфликти, да се види она реална ситуација што се случува во училиштата. Во тој триаголник што денеска е, нели, многу важен, ученик, професор и родител. И се надевам дека од оваа средба некако ќе излеземе со некое сознание поинакво од оној јагол само ние како што го гледаме. Кога сме како родители, кога сме како професори и кога сме, нели, како ученици. Со тоа што можеби денеска недостасува ученик, меѓутоа тука е родителот кој што, нели, таа релација на ученик-родител многу ја има и многу се чувствува тоа денеска во образование. Ученикот, нели, влијанието од дома што го носи, ама можеби кога овој триаголник почесто би бил застапен, нели, во таа комуникација, ќе дојдеме до тие резултати на надминување на нашите предрасуди што ги имаме во образованието и стереотипиве. На ова работилница научивме многу убави работи. Соработката со наставникот е многу важна, бидејќи триаголникот родител, наставник, ученик е многу битна за развојот на нашите деца и ако родителот го поддржува ученикот и сите одлуки кои што мислам сега знаеме дека во овој период и децата се во пубертет, па имаат и нивни така малку се поагресивни, да кажам, во своето однесување или сакаат се нешто како да кажам дека тие се во право, иако не се во право некогаш, мисла дека секогаш се во право и треба родителот, односот спрема неговото дете да биде малку по одговорен, да кажам одговорен во воспитувањето и во начинот во образованието, бидејќи треба да се почитува наставникот како наставник, бидејќи тој е во оделението и како личност и како професија, а ученикот треба да учи од наставникот, а родителот е тој кој што треба врската помеѓу наставникот и ученикот. И таа врска е нераскелна, затоа тој е триаголник помеѓу родител, ученик и наставник, и што повеќе добиваме информација од нашите ученици, што повеќе ги воспитуваме да бидат културни и со тоа повеќе и тие ќе бидат поредовни во училиштата, ќе бидат нема да има бегања, нема да има такви, мислам ќе бидат подружелюбиви со другарчињата и ќе имаат еден по-добар пристап. Ја многу убаво се чувствувам како родител на една медиаторка и мило ми беше што се презентиравме овдека сите родители и ми беше мило што се запознав со други родители на други медиатори и многу му благодарам на господја Дивна за тоа што многу му помогна на мојата ќерка и на други ученици. Од Сдруженијето Доверба Куманово истакнаа дека целта е покрај учениците кои претходно се обучувања со знаења да се стекнати наставниците и родителите. Нагласија дека истражувањата кај младите покажале дека е значајна поддршката од родителите за да се создаде атмосфера на ненасилна комуникација, разбирање и почитување на разликите.
Има повеќе истражувања правени на адолесценти и запрашани се што им е најважно во период 17-18 години. Знаеме дека период на адолесценција се многу превирање кај младите, тоа сме свесни посебно во последно време, дека промени во однос на физиолошки, интелектуални, емоционални, психолошки и секако вид, нели, случувања, односно личен раст и развој кај младите. Она што е најважно дека на младите во период 17-18 години е утврдено дека автентичност им е многу важна во тој период. Ама од друга страна им е многу важно и припадноста кон родителите и поддршката. И кога биле запрашани, ова било истражување во Београд. Што би избрале меѓу автентичност, односно автономност и поддршка од родителите, тие сепак не се откажале од поддршката на родителите. Значи, иако мислиме дека тие се бунтовни, сакаат да бидат своји, многу важна им е припадност. Кога сме веќе свесни дека тие сакаат да имаат припадност и дека сакаат поддршка и сакаат да бидат разберени, тогаш да го тоа испочитуваме, да го тоа на некој начин укомпонираме во на наше секојдневие, да можат младите да соработуваат со родителите, со наставниците, а од тука ќе имаме едни позрели, по-јаки, личности кои што ќе знаат да се справат со сите предизвици на ова време. Значи, поентата е да им бидеме поддршка на младите, да им бидеме поддршка на семејствата, на училиштата, да се создава една атмосфера на ефикасна комуникација, на ненасилна комуникација, на поддршка, на разбирање. Без добра комуникација ништо не може да направиме, односно и стресот се надминува, и психосоматски болести се, значи се колку толку компензираат, односно канализираат, само ако научиме да бидеме трпеливи, да се слушаме и да имаме ефикасна комуникација меѓу нас. Во рамки на проектот ќе следат уште работилници, печатење на брошура, како и завршен настан. Проектот со почит и разбирање, Сдруженијето Доверба Куманово започна да го спроведува од 1 февруари, а ќе се реализира до 1 ноември.